мојот нареден гостин во ова студио во наредните 20 на минути е мојот драг колега и пријател доктор Гордан Георгиев, професор доктор Гордан Георгиев. Гордан, добро утро. Добро утро. Знам дека не е прерано за тебе, бидејќи со толку деца дома, веројатно денот стартува веќе околу 6 часот наутро. Можевме у 6:15 почнеш со домета. Гордан, да го објаснам поводот заради што сакав да те замолам да поразговараме утринава. Ти неделава ја имаш веројатно колумната која што ја одбележа целата недела, а тоа е колумната која е објавена на Либертас и која што веќе има илјадни читања, 20-30.000 препрочитувања, која што е насловена "До внукот на убиецот на мојот дедо". Во колумната, да не ја прераскажувам за тие што сакаат, лесно ќе ја најдат, раскажуваш за твоето семејно искуство, бидејќи твојот дедо по мајчина страна, по страната мојата драга пријателка Јагода Михајловска, нашата позната писателка и некогашна новинарка, морам да кажам, заедно сме работеле во Пулс своевремено. На 3 мај 1942 година е убиен од бугарскиот окупатор и од тој датум наваму во вашето семејство се до твојов текст практично неделава се негува омраза кон бугарите, го ставам под наводници, бидејќи тоа тема со која што заради овие политички настани во последниве 2 недели сме прилично преокупирани. Ајде малку кратко за самата содржина на колумната, бидејќи таа е само повод за она што сакам да поразговараме, но сепак едно сиже, ако смеам така да кажам, за да оние што не ја прочитале имаат некаков увид за што станува збор. Добро, па текстот, колумната е едно моје лично сведоштво на некакви историско-семејни драми кои се случувале во моето семејство по мајчинска страна. Ние милуваме да се нарекуваме, не знам, револуционерно семејство, од таа страна зборувам, бидејќи драмата која се случила 42 година, кога што дедо ми е убиен од бугарската администрација, бугарски фашистичкиот окупатор, како и да се нарекуваше тоа во нашите учебници по историја и се уште се нарекува, предпоставувате дека е драма од највисок ранг. И таа тема постоеше и понираше во текот на овие години. Јас сум растен со таа тема, мајка ми директно растена како дете со таа тема и практично во нашето семејство се знаеше од таа страна дека ние ги мразиме бугарите. Бидејќи тие губиле дедо ми кој што на 19-20 години, 42 година и кога донеле телото на дедо ми 42 година, баба ми Менка, која што била исто така дел од таа од 11 октомври од првата пушка до организацијата, кога донеле телото, таа рекла: не, ова не е мојот син. Ова не е мојот син. Не сакал да признае дека може да биде убиен. И сега низ таа драма, која што е лична, која што јас сакал да споделам, која се провлекува низ целото ова минато наше семејно, јас во еден момент, размислувајќи на темата, дури пред да се случат овие перипетии со Бугарија последниве 2 месеци, во еден момент одлучив дека ние мора да ја прекинеме таа омраза, да ја прекинеме таа драма. И решив дека јас ќе видам тој што ќе го направи тоа. Бидејќи многу вода е протечено, многу работи се поминати, ги гледаме историските паралели со големите држави, со големите драми што случува во Германија и Франција. Јас го проучувам општеството и професионално и лично, сум заљубен во проучувањето на општеството и разбирам дека во еден момент таа нишка, ако сакате, на омраза, на пизма, треба да се прекине, да се тргне понатаму. И сега овој договор со Бугарија ми беше некој повод за тоа. Размислувајќи на темата, баш се врати во некаква историска епоха од тоа време, дека човекот што го убил дедо ми бил еден некаков обичен војник, предпоставам дека без некакво идеолошко вризгување, едноставно бил регрутиран во некаква војска која што во тоа време била во коалиција со Хитлер, кој што не е спорно. И сега таму се влече една, да речеме, комунистичка нишка понатаму. Таа левиот дел од моето семејство од мајка ми е се практично ја негуваат комунистичката нишка. Ако сега ти пројугословенската, ако сега дури да бидам чесен и просрпската на некаде линија. И сега јас се обидував низ текстот и низ моите внатрешни перипетии што ми се случува, да пробам да ги исчистам тие епохи, да ги исчистам тие наслаги и
и да можам да почнам барем јас од кај мене, а потоа и моите деца, внуци и така натаму се надевам да можеме да се изчистиме од таа пизна. И јас го имам тоа чувство. Интересно е што текстот е напишан пред да се случи ветото, што е напишан пред месец и пол, кога се уште не знаевме што ќе се случува и имаме надежда дека можеби ќе добиеме датум за преговори. Но јас го објавив сега, токму заради тоа, бидејќи мислам дека ова вето и оваа ситуација што се случува не треба да не спречи да вместуваме на ваков, да кажеме, отворен начин да ја подадеме раката кон некој што сме го нарекувале до вчера окупатор. Се тоа е многу тешко, Сашо. Затоа што реакциите на мојот текст јас ги читав, овој пат наистина ги читав реакциите и коментарите, се различни. Од тоа што се појавија многу луѓе кои што имале слична приказна во нивното семејство, значи многу луѓе, не можеме да вадиме статистика од тоа, но сепак слична приказна, до некои луѓе кои што рекаа, окей, ти си престана да ги мразиш бугарите, ама јас ние во моето семејство никогаш не сме ги мразиле, од денеска ние почнавме да ги мразиме заради оваа ситуација што се случи. Значи, се работи за една сума на разни драми што ги поминуваат македонците, предсетничките македонци, во овој однос кон Бугарија и кон македонско-бугарското прашање. Гордан, поводот за овој разговор е, прво ти благодарам за овој извореден приказ на целиот тој пресек на она што ти се случува и како семејна и како општествена реакција. Јас те оставив подолго, бидејќи мислам дека е тоа точниот опис на она ни што сега поминува македонското општество, а пред се турнато неволно во оваа, да кажем, полемика со бугарите, бидејќи во право ли сум кога велам дека дури и 30 годишната блокада од Грција на друг начин не тангираше. Се разбира дека промената на името на државата не е едноставно и таму се покренаа сите идентитетски разговори и така натаму, но со грците ние сме сепак дистинктивно различни како културна некаква карактеристика, дистинктивно различни во корените на нацијата и така натаму. Кога е Бугарија во прашање, одеднаш тие разговори стануваат многу поинтимни, се преплетуваат со семејни истории, се преплетуваат со многу поконкретни и понови историски наставни кои што се случувале на овие територија, во кои што бугарите учествувале и на контроверзен начин, бидејќи нивната историја, како и секоја балканска историја, е еден преплет на црева во кој што низ разни децении различни актери на различен начин ја компликувале целата приказна. Колку е важна оваа полемика и оваа, ако сакаш, интроспекција? Не говорам за бугарското општество, таму таа интроспекција веројатно допрва треба да почне. Но оваа интроспекција во Македонија колку е важна за, како да кажем, за едно ново ниво, за еден next level во идентитетската расправа и во, ако сакаме дури да кажеме, во бетонирањето на таа идентитетска расправа во денешни модерни услови. Па мислам дека повеќе нивоа има прашањето, длабоко е. Прво мислам дека тавчето е многу жешко, зетино тавчето сега, денес, утре, заутре, премногу жежок за да влеземе ние во таква интроспекција. Јас пробав, дадов еден, не знам, можеби пионерски личен обид да го направам тоа. Но точно е тоа дека со бугарите, прегратката со бугарите ни е многу поцврста, по-жешка, по-љубовна, ако сакате. По-блиски сме историски, се уште има живи сведоци или потомци на тие живи сведоци кои што доживувале разни драми. Не е важно кој како им го сервирал тоа. Зашто ти знаеш што сме учеле во учебниците. Ти си постар од мене, но ние сме учеле тоа што ни го сервирале. Ниту сме гледале која е идеолошката позадина од тоа на нашите ученици по историја во основно одделение, ниту кој е автор, ниту сме имале веројатно како деца критички однос кон тоа. Ова интроспекција за која што збораш е многу важна и мислам дека дел од таа приказна ќе отвори оваа историска комисија помеѓу Македонија и Бугарија, особено македонскиот дел од комисијата. Бидејќи ние мораме да влеземе во некакви работи, во некакви делови од нашата историја кои што се можеби матни, недообјаснети или едностранно објаснети. И сега тоа може би да предмет на трауми. Јас не мислам дека тие трауми не треба да ги преживуваме, но не мислам дека треба да ги преживуваме во еден контейниран краток период од месец, два, три, од денес да ни се отворат работи што не сме ги знаеле. Тоа се прилично повели. Зборот ми е, значи,
Едно е расправата, па дури во рамките на комисијата, а секако меѓу двете јавности, бугарската и македонската, за некаков цар Самуил пред не знам колку векови, па дури за Гоце Делчев пред 120-30 години и така натаму. А друга е расправата која што некако наврапито инсистира Софија да се отвори на теми кои што веќе задираат не во настани кои што се случувале пред генерации, туку во генерациите на нашите родители, па и на самите. Значи, мене секако не може никој ништо повеќе да ми каже тоа што самиот го знам за времето на Титова Југославија, за кое што сега не се знае каде, од каде и зошто. Одеднаш треба да биде тема помеѓу македонско-бугарските односи, па и во контекст на Сталин и така натаму. Сакам да кажам, некако се доближи таа историја. Не сум сигурен дали може само во рамки на историската комисија да остане расправата, со оглед на тоа што, еве, ти раскажуваш семејна историја која што се уште жива, фала Богу и мајката и таткото ти се уште живи и здрави, и тоа е дел од твојата, а секако и од нивната лична семејна историја. Практично, во таја смисла ми е поентата дека можеби нашите генерации ќе најдат и начин да се еманципираат од овој вид на оптоварувања, кои што историите секако сите национални истории, бидејќи во Бугарија, децата учат од учебниците со тоа што им сервира државата и во Франција, и во Германија и секаде во светот. Ќе можеме ли да се еманципираме од тоа формално образование и да си ги прошириме погледите вон лимитите на формалната историја? Веројатно да, јас не сум песимист на тоа прашање, дека ќе има еден процес на еманципација и тоа е да речеме добрата работа од цела оваа лоша работа што ни се случува, но видете, Софија е многу тврда по прашањето. Ние сме шокирани колку е тврда. Ти сами одведеш, јас точно знам кој сум и што сум, не може мене никој да ми каже, и јас знам точно кој сум и што сум. Дека сум македонец, дека зборувам македонски јазик, дека сум се напојувал, сум пиел од македонска песна, македонски поети, писатели и така натаму. И тука сме бетонирани во однос на тема. Без разлика дали сме СДСМ, ВМРО или било која политичка преференца. Но ние не разбираме како може од Софија да доаѓа толку еден зид на неразбирање кој што нас не шокира. Како е можно да ни се оспорува нешто што е базично, да кажем, нешто што е можеби митолошко, можеби е дел од некаква приказна наратив, но всушност го споделуваме ние на ова парче територија. Тоа е пред се јазикот и пред се овие николци на раѓање на нацијата, на некаква историја која што сме негувале ние и која што ни е блиска, која што е наша на некоја, ја споделуваме. На тој дел гледам дека и комисијата е прилично цврста и треба да биде, но гледам дека и политичките елити не може да бидат детачирани од таа реалност, да кажем, дека не може да бидат чекав плюс, без разлика што некој да речеме се плаша дека можеби политиката е таа што влегува во непознатото и таа може да експериментира со различни решенија. Сепак таа не може да биде да лебди во воздухот. Гордан, ти по своите едукативни, формативни периоди си франкофон, бидејќи имаш завршено факултет на еден од најпрестижните универзитети во светот, Sciences Po во Париз, францускиот, англискиот и можеби некој друг јазик говориш исто толку добро колку и македонскиот. Јас тоа го знам бидејќи долго години се познаваме. И сакам да те вратам во малку поширок еден контекст. Кога на времето Аденауер и Де Гол ја отворија после Втората светска војна темата за помирувањето помеѓу Франција и Германија. Аденауер, речиси Конрад Аденауер, кој што е денеска легенда во светски политички рамки, особено европски, речиси ќе го протера од Германија и тоа неговите конзервативци ќе го протера од Германија заради обидите да се приближи кон Франција. На Де Гол контекстот беше нешто поинаков, бидејќи сепак Франција, која си го преќутува до денеска, искуството со Виши се разбира, меѓутоа таа беше еден од формалните победници во Втората светска војна, па приоѓањето кон Германија можеби беше нешто малку полесно. Меѓутоа, што ми е поентата? Франција и Германија не го завршија тој разговор во 6 месеци или година дена. Нивните историски комисии, мислам дека барем 1-2 децении работеа за да дојдат до едно ниво на некакво меѓусебно разбирање за не помалку спорни и многу покрвави спорови. Веќе француската германска историја е долг низ од крв до колена и крв до лакти и така натаму. Кои се искуствата што можеме еве и од тие примери да ги црпиме? Па не само тоа, они се уште работат некакви комисии кои што се уште ги допеглуваат историите, да кажеме. Но видете, историјата е полна
и конструирањето на нацијата е полна со оно што го нарекуваат премолчен консензус на политичките и научните елити, дека некои теми ќе ги заборавиме, дека некои теми нема да се навраќаме. Франција и Виши, па ако сакате и колонијалното минато во Франција, една тема која што е табу тема во Франција. Верувате дека и денеска е табу тема. Значи тие теми се забораваат, да кажеме. Сега, ако овде ги разлачиме, направиме дистинција помеѓу политиката и историјата, ние можеме да влеземе во еден процес на наоѓање политичко решение, а историското националното решение да си тече по една бавна река со меандри, која што ќе може да има успони и падови, но полека ќе се решаваат прашањата. Тука мислам дека е момент, се надевам ќе се случи, да се надевам до декември, дека бугарската политичка елита, инсистира на политичка елита, дека ќе може да попушти во смисла да се возможи политичко решение за Македонија, да го почне процесот, да се намали овој ресентимент, оваа омраза што постои и кој што пламти во моментот во Македонија кон бугарската држава, народ, елита, тоа веќе не можете да го разлачите, тоа е се во едно, за да можеме после историските теми и ние самите како македонци да ги отвараме, да ги видиме кои се можеби некои заборавени, премолчени петна, да се подосвестиме за некакви можеби напишани, препишани истории што се случувале во минатото, што ни ги сервирале, метовеле и така натаму, така. Јас немам проблем со тоа. Кога десницата во Македонија вели дека ама комунистичката историја вака и вака пишувала или не е тоа честно или не е вистинско, дајте да ги отвориме тие теми. И затоа кога се наваќам на оваа комисија, македонскава комисија, која што е прилично либерална во историска смисла, во историографска смисла, а цврста на овие некои црвени линии што ги имаме, мисля дека може да помогне да ги отвориме тие петна и полека бавно да ги разговараме во внатре македонското општество. Инаку, доколку се случи блокада, комплетна политичко-историска блокада, не гледам кај ќе оди како овие раце што се обидуваме да ги подадеме би се отвориле. Инаку, за војна на вистината, тоа е Аденауер кој што подава рака кон французите, а не обратно. Значи да речеме джелатот во символичен смисла наспроти жртвата. Во мојот текст јас се обидувам инверсно да го ставам тоа. Дека окей, сме биле жртви, сме биле само перцепирани како жртви и сега сме спремни да разговараме со вас на едно цивилизирано ниво од 2020 година. Сепак, бугарските реакции се се уште прилично тврди. Не само кај бугарскиот мејнстрим, туку би рекол и во од оно што гледаме кај бугарскиот народ, ако може така да се каже. Гордан, еве, ќе завршиме бак токму со тоа што самиот го кажуваш. Се чини дека во Македонија, дури и во овој контекст и сега новоотворена оваа тема, сепак не дозволуваме темата да ја поведат, да кажем, провокатори, шовинисти и така натаму, како што оној Каракачанов, да речеме, во Бугарија, кој е еден класичен, такви се изнагледавме комунисти, националисти од времето на распадот на Југославија, кои што, особено во српската политика, но и на многу други места доминира во воинствените повици, а потоа и во војните кои што се отворија на Балканот. Колку сме ние всушност отпорни да, доколку бугарите сепак останат на инсистирањето да не ни дадат можност да ги отвориме преговорите, да во Македонија тоа доведе до еден пресврт на политичката сцена и повторно се вратиме на овие разноразни националистички, шовинистички, ајде под наводи да кажам разноразни удбашки некакви инсталации кои што ни хараат по социјални мрежи, но се уште барем во високата политика и оваа што е која што го креира агендата на денот, се уште немаат големо влијание. Ќе ретерираме или ќе регресираме ли ние и во тој поглед? Не знам, Каракачанов е минлива политичка личност, можеби тој ќе исчезне од политичката сцена на следните избори, но таму амалгамот што се создаде, особено околу меморандумот, не е добар, бидејќи тој поставува една брана, прилично каракачановска брана, би рекол. Јас не верувам дека тој зид не може да се пробие, се разбира со разни влијанија од странство, Германија, Америка и така натаму, значи по една геополитичка смисла, веројатно може да се пробие. Но нашето општество во моментов има впечаток, не знам дали го делиш, дека е во некој грч. Знаеме
што сакаме, знаеме што не може да дадеме, мислам дека тоа резонира и до политичките елити кои се на власт, и толку. И сега дека достоинствено сме спремни да го чуваме тоа. Но тенка е таа линија, зашто мислам дека на крај крајшто таа е подложна на изборни циклуси. Знаете како? Во моментов ако и опозицијата е релативно воздржана или имаме релативно разумни гласови од разни опозицијски фигури, нема да биде тоа само од ВМД, може да се случи ако отиде работата низ вода, повторно да експлодира некаков поголем ресентимент, уште поголема омраза, и тоа повторно ќе се за жал ќе може да се преведе во изборен некаков резултат. Мислам дека во моментов нашата позиција е окей, бидејќи ние не се осеќаме, спомнам и политичка позиција на владата на Заев, нема печава дека се осеќаме дека сме предадени од нив, од страна на политичките елити. Да видиме што ги случува во декември, дали овие некои последни најави што ги има од страна на премиерот ќе донесат некаков политички прогрес. Зборувам, барем да може да почнеме преговори, малку од малку да ни се подигне, како се вели тоа, самодовербата. Доктор Гордан Георгиев, благодарам за ова утринско вклучување. Мислам дека направивме еден добар исцрпен, иако само 20 минутен разговор. Гордан, само да најавам дека утре на истата тема ќе водам разговор, се надевам сличен по должината, секако со нашиот трет колега доктор Артан Садику, кој што исто така еден феноменален филозоф од помладата генерација, и баш ме интересира како еден албански агол гледа на овие македонски, да кажем, превирања низ кои што сме, и интроспекции, тоа е баш убав зборник, низ кои што сме натерани да еве поминуваме во деновиве зад нас и веројатно и пред нас. Имате одлична дебата со Артан. Па, за жал, заради овие ковид услови, тоа вчера и со Артан го разговаравме, не можем да ве соберам барем 3/4 околу масата, па едно саат време меѓусебно да разговараме, ама еве вака, еден на еден, сепак ќе составиме некаква неделна дебата. Гордан, благодарам многу, се најубаво,